Постникот и владиката, чита Александар Станојков. Си постел еден постник во некоја постница, близу до еден манастир, токму 30 години време. До манастирот имало еден град, а во градот имало владика и владиката бил безчесен. Со се што бил лош, знаел да се преправат пред народот како за светец. Еднаш еве што направил. На еден вели петок зел едно грне кисело млеко и му го дал на измеќарот да го однесе кај постникот за на Великден и тој да каснит млеко. Земи го ова грне со млеко, му рекол на измеќарот, и однеси му го на постникот. Речи му нека го јади на Великден без да се страшите од грев страна, чунти јас сум го благословил. Кога му го давал владиката грнето, имало во додекадата, во 12-те, кај него максу свикнати да видат оти со молитвата негова чинело и постник да се омрсит, а камоли мирјанин. Отишол измеќарот кај постникот и му го дал грнето со млекото за да ручат на Великден. На, му рекол, ова грне со млеко, отите пожала владиката, дека не си каснал 30 години мрсно, чунки на Великден сите рисјани ќе јадат месо, а пак ти да јадиш млеко. И ич да не се страшиш што ти ќе јадиш, чунки е благословено од владикава млеко. Кога чул тие зборови постникот, на часот му седнал и го исркал млекото, та му го дал грнето на измеќарот за да го однесе. Си отишол измеќарот кај владиката и му кажал ти постникот на вели петок го изрел млекото. Кога чул тоа владиката, брго собрал старешињето и му кажал што беше сторил постникот. Налутен владиката на греот од постникот да се пожалит пред старците за посветец од постникот, го пратил измеќарот да го викаат постникот, та да го осудит. Отишол измеќарот и го викнал постникот од постница. Идејќи постникот в град, имало една река што не се газела. Мос имало да врви човек, ама би далеку. На крајот, од реката му излегла една мечка и ја викнал постникот, та ја вјавнал и го пренесла преку река. Си тргнал постникот за да си оид в град и мечката тргнала по него како некое јагне дашко. Влегол в Митрополија и се качил по скари горе, а мечката си легнала под скала. Сите што гледале се чуделе како да одит мечка по постникот како јагне по дете. Излегол постникот пред владиката и пред старците. Го прашале дали вистина се омрсил со млекото. Вистина се омрсив, света владико, му рекол. Туку дали е многу грешно? Ве молам вие старци, пратете еден човек да ја викнете од комшијата жената му, што родила пред 3 месеци дете, да го праша малото дете, и тоа ќе ми кажи што е најгрешно. Али млекото што го јадов, али владиката што преи. Кога чуе старците тој зборота штетијата, за чудо да видат, го прати измеќарот и ја донесло жената со детето. Го зел в раце штетијата детето и го преколнал до 3 пати детето да проговори и да му каже кој му е татко. За големо чудо да се прикажуват, беше проговорило детето и беше си кажал оти владиката му бил татко. Кога чуја старците, беа се зачудили и беа ја стегнале жената да каже дали е вистина така. Жената кога видела таква чудесија, да и каже детето ти со владиката ојала и од него било, беше си кажала превиното ти, владиката одел кај неа секоја вечер. Тога старците беа го сурдисале владиката од нивниот град и голема чест му дадоа на кауѓерот. Кауѓерот беше си тргнал да си одит и мечката беше одела до река со него, та ја ватил пак да ја јавни да преминат реката и мечката не го примела за да го преносит. Тогај беше му текнало на постникот од изгрешил што му кажал владиката. После, од текрар ватил да пости уште 15 години, дури се простил од Бога за таа грешка што сторил.